बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो, खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो, खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। गजब किया है जो कांटों से प्यार कर देखा, गजब किया है जो कांटों। Секоја идеја мора да ја провери својата вредност во секојдневието. И тоа не само како пракса, туку и како припадност на оние кои ја прифаќаат таа идеја. Ова реченица на Плеханов ми се врти во главата откако имав можност да го следам годишниот собир во Германија на Ахмади муслиманскиот џемат. Актуелноста дотолку е зголемена, гледајќи ги случувањата во Европа во последните месеци. Реки луѓе се обидуваат да дојдат до сигурноста, до нада, до перспектива, до живот. Неголемиот дел од нив се муслимани од Блискиот Исток и Средна Азија. Старата Европа се колеба меѓу високите стандарди што на другите им ги поставува како човечки права и собствената ксенофобија. Се јавуваат разни движења со кои се подгрева стравот од исламот, исконското непознавање на туѓото. Во Сарајево се одржува средба на џематот Ахмадија секоја година, и тоа за припадниците од балканските земји, од Босна, Санџак, Македонија, Албанија, Косово. Земји кои излегуваат веќе 2 децении од системи каде верата беше сведена на еуфемистички дефиниции како опиум за народот. Како во сето ова се вклопуваат ахмадиите како реформатори на исламот во организацијска и теолошка поставка, решивме да го видиме на лице место, во Шехер Босна, во Шехер Сарајево. До Сарајево патувавме по стариот вековен правец преку Дрина, преку Романија, преку Златибор. Патот по кој од времето на пашата Соколовиќ се движеле луѓе, стока и идеи, од Цариград кон Европа и од Европа кон исламскиот свет. Патот е релативно добар и зачуван, иако е од времето на една друга нестрикна држава која е направена на овие простори со огромни жртви. Последната војна, како затемнување на човечката свест, оставила трагови и по 20 години и се уште се воочливи. Нова џамија со двор во кој се гледаат бели споменици на некогашните жители на овие краишта, загинати одеднаш, или нова црква со истите украси. Планината Романија е питоресна, со многу шума, но и со разврлани живеалишта, пилани, фарми и други стопански објекти. Преку Олимписките планини се влегува во Сарајево. Сарајево со сите своји белези и товари од случувањата пред 20 на години е се уште еден од најубавите балкански градови. Се што видовме и снимивме ќе имате можност да го видите во посебна репортажа која ја нарековме и падот е летање. Во оваа репортажа ќе се задржиме само на џалсата и размислите на нашите домакини ахмадиите од Сарајево. Седиштето на џамаатот е во делот наречен Ново Сарајево, или поточно Бучин поток. Населбата е дел од брзото растење на Сарајево во 60-те години од минатиот век. Денес некако делува како реликт на едно време што одбива да се прилагоди на новите стаклени моди.
Се влегува во уреден двор со цвеќиња и куќа прилагодена за активностите на џематот. Воедно тоа е и седиште на имамот за Босна и Херцеговина. Џалсата е замислена како дводневно дружење на ахмадиите од Балканот за меѓусебно зближување, но и со верски подуки и пораки на имамите. Во шатор, додаден на дворот на џемијата, се изложени курани на разни јазици и мисли на основачите на џаматот. На посебни панова може да се следи историјатот на ахмадиите од основачот Махди до актуелниот Мирза Мазрур Ахмад, калиф и хазур на заедницата. На еден од пановата е сликата на големиот Гете и неговите размислувања за Куранот како светоназор и света книга на исламот. Еве еден цитат. Куранот е најголемиот сублимат на човечката потреба од духовното и уредувањето на секојдневниот живот врз етички основи, кои прозлегуваат од суштината на човекот како Божја творба. Првиот ден од џалсата исполнува со активности кои се замислени како запознавање и дружење на гостите. Мене ме потсети близината на душевноста на постарите членови кои не можат да ги заборават врските со Македонија и времето во кое ги започнувале своите животни патишта. Може би се тоа ќе звучи како југо носталгија или скоро како изговор, но треба да се потсетиме на голготите низ кои поминале овие луѓе во 4 години војна во Босна од 92 до 95, но имаме печатот дека по ментален скол сме многу близко. А живееме ли заедно со милениуми во разни империи, кралства, републики, крстени, прекрастувани, именувани и преименувани. Во текот на денот се предвидени и надпревари во теглење на јаже и една интересна игра со елиминација на оние кои се поспори и понесна одливи. Ме потсетува на игрите без граница, популарни во 80-те години во светот. Нажалост, македонската екипа не успеа да ја победи босанската тврдоглавост и овој пат во теглење јаже. Членовите на џематот имаат надпревар во цитирање на делови од Куранот и пеење на верски песни, илахи, како што на арапски тие се нарекуваат. Овде македонските членови на џематот беа поуспешни. إن أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو إلى الدين بهم سهم الذين هم يراءون فيمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. За цело време и жените од другите простории беа вклучени во надпреварот, се разбира со помош на разглас според правилата на исламот. Моето непознавање на арапскиот јазик не ми дозволува да коментирам кој беше успешен или кој помалку успешен. Но за надпреварите секако е меродавен имамот Васин, како и босанскиот имам Музафер Рахман. Оброците беа заеднички за сите гости, нешто што повторно ме одушева и љубезноста на домакините. Помешани ми се чувства. Дали е тоа бошњачката, босанската широка душа или влијанието на учењето на Ахмади џаматот, или ова учење најшло на плодна почва. Дилемата ви ја оставам вам.
Вториот ден на Джалса Салана започнува исто како и на собирот во Германија. Се разбира на многу поскромен начин, но со истата свеченост и со молитва. Се дига знамето на џематот со белото минаре на црна основа и знамињата на Босна и Херцеговина и Европската унија. Се разбира свеченоста во основа е и молитва на присутните. Нашиот познат Имам Васим, која носи титулата Имам за Македонија, е носител на молитвата. Тој 10 години престојал во Босна пред да дојде во мисија во Македонија. Присутни се членовите на џематот од Македонија, од Албанија и се разбира домакините од Сараево. Сите активности се помеѓу задолжителните молитви или намаз, како се нарекува клањањето. Околу 10 часот започна да интересна дискусија поврзана со учењето на Куранот и на неговиот превод на разни јазици. Се разбира дека толкувањето секогаш е поврзано со друга смисла од оригиналот. Овде се чувствува желбата на ахмедиите да го бараат вистинското значење на сурите и ајетите, толкувајќи ги според нивното учење дека во суштина на сите полки на Мохамед е милоста, праведноста и човеколюбието. Впрочем, тоа е така и со сите големи учења, но проблем на светот е во нивната употреба. Џематот има и секретаријат за надворешни работи, на чие чело е Дино Шабовиќ. Накратко зборуваше за меѓународната положба на џематот како бргорастечка заедница која е пред предизвиците од хуманитарен карактер, но и во новото светло на исламот под сенката на случувањата на Блискиот и Следниот Исток и опасностите од лошото прифаќање на современието. Имамот Босански Рахман зборуваше за потребата од навраќање на некои основни пораки од посланикот и насушната потреба од милост меѓу луѓето и народите, како единствен излез од константната криза која современото општество ја произведува. Сведувањето на луѓето само на производители и потрошувачи многу брзо ќе експлодира со границите што самата природа ги поставува. На човекот од Бога му се дадени својствата на длабоки чувства и милост кон другите. Само се повеќе се подронуваат на страна за сметка на материјалните задоволства, кои по природа на работите се потрошни, ограничени и бргу се трошат. За учењето и појавата на последниот Магди Ахмад како последица на искривеното сваќање на исламот и неговата употреба, во практиката зборуваше имамот за Македонија Васим. Споминал и тако помогал за мог говора. Нема нови закон, нема нови шеријат, ели часни посланик и часни Куран. Во делот каде имаше и обраќање на гостите, со неколку зборови се обратив и јас, сакајќи да споделам едно мое искуство поврзано со мојот пријател од Сараево по име Джена Курстановиќ, со кој се изгубивме во вирот на 90-те години, но кафето со неговата мајка го паметам секогаш пример за човечка доброта и добра мисла. Замислете ако некој на вратата ве испраќа со зборовите "Понеси села мајци своји", посакај Божји мир. Еден од говорниците беше и Сафет Дестанов, имам од Пекчево. Тој цитираше една поема која инспиративно ја цитираше. Ислам нас учи Вели дека исламот влезе во низа проблеми се до појавата на Магди, од кога исламот доживува ренесанса, поточно Ахмади џематот го враќа вистинскиот пат на исламот. Денес во светот има многу луѓе кои се родени како Ахмади, живеат како Ахмади и умираат како Ахмади. Затоа Дестанов порача дека може да се родиш како член на исламот, да не живееш според исламот, но да почнеш да го почитуваш исламот, да живееш како Ахмадија и да умреш како Ахмадија не е порака само на поемата, туку на животот кој Ахмадиите го живеат. Господјата која ја сретнав и во Германија, а овде веќе длабоко почитувана. Таа се обрати со темата светската криза и исламското решение. Подсетува на пораките кои калифот ги испраќал до исламските земји во 90-тите години, но и до светските лидери. Во не стои дека пред опасноста од меѓународните интереси на мултинационалните компании,
кои се судруваат со интересите на малите диктатори од исламскиот свет, мора да се одговори со меѓународна акција. Демократизацијата на меѓународните односи бара и демократизација на исламскиот свет, инаку ќе бидат искористени разните екстремистички групи за наметнување на глобалната слика за исламот како агресивна религија, што е спротивно на битието на Мохамедовото учење. Во разговорот со господјата Фахри Авдиш разбрав дека работи во централата на џемаатот во Англија, а во Босна доаѓа се помалку, иако има намера да се врати за секогаш меѓу спомените за своето семејство што го изгубила во војната 90-тите. Додека ја следи како мирно и сталожено разговора, приметувам дека во низиниот израз нема омраза, која вообичаено следува после толку болка. Изгледа дека тоа е суштината на сите религии, покајувањето и опростот, без разлика како и на кој јазик тоа се нарекува. Како последна точка од обраќањето на гостите беше и на представникот на џаматот од Албанија. Тој зборуваше на англиски, објаснувајќи за состојбата во неговата земја по владењето на Енвер Хоџа и наследниците. Вели: ние сега ги откопуваме нашите корени во религиите и ја бараме суштината, но и формата која одамна ни е загубена. Тоа кај нас се движи од воодушевување па до резигнација. Потребна ни е истреност во проучувањето, но и во практицирањето на верата. Албанија е интересна и по тоа што во едно семејство можете да сретнете и христијани и муслимани. Младите ја бираат верата според своето убедување и не се врзуваат премногу за традицијата на предците. Тие се во потрага по сопствен идентитет. Сметам дека правилното објаснување на гледањата на Ахмади џаматот може да најдат свое место и кај постарите и кај младите. За крај беа доделени наградите за победниците од разните дисциплини и со тоа завршуваше Джалса на 2015 во Сарајево. Неформалното дружење продолжи на босански, англиски, македонски, ромски. Пред заминувањето од седишта на џематот, некој се сети дека на Драганчо од Кочени му е роденден. Веднаш беше уприличена мала свеченост да се одбележи роденденот. Екипата од Македонија имаше неколку часа да просета по Сарајево, посебно по Башчаршија и преку Бендбаша, источно Сарајево се упати кон Македонија. Заклучоците се лични и секој различно ги доживува работите. Јас сметам дека кога луѓето се дружат, разговараат, полесно ќе се разберат и покрај јазичните, културните и религиозните разлики. बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो, खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो, खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। गजब किया है जो कांटों से